U imето на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Во денешното свето Евангелие, браќа и сестри, е содржан клучот за нашето спасение. Како можеме да се спасиме, како можеме да се избавиме од сите неволи во кои што по својата собствена слабост запаѓаме и како ќе успееме да се реализираме себе си како историски личности подготвени да влезат во светот што не умира, во светот на вечниот и несмртен живот, до кој што се доаѓа во заедница со нашиот троичен Бог, Отецот, Синот и Духот Свет. Тој духовен калаус, за кој што зборува денешното евангелско четиво, е содржан во зборовите што самиот Христос ни ги упатува нам, откако прешол оданде и Јордан во земјата Завулонова и земјата Нефталима. Тие зборови се нам добро знаените зборови. Покајте се, бидејќи се приближува Царството Небесно. Овие зборови што Христос Бог им ги упатува на сите луѓе, ни сите времења, до полнотата на времето. Се зборови што сите ние треба да ги чуеме. И не само што треба да ги чуеме, бидејќи побажно од тоа да се чујате, да се почујат. Човекот што ги слушнал и ги почул овие зборови е денес славениот преподобен Теодосије Велики, кој што потекнува од Мала Азија, по потекло, по крв, Грк, живеел во 5 и во 6 век, доживеал длабока старост, повеќе од 100 години, 106 години, се родил некаде во 423 година, а се представил во Господа 429-та, ако не се лажа. 520. А? 500. 529-та. Длабока старост. Доживеал човекот кој што буквално од се откажа и од себе самиот, од себе страстниот, за да му послужи на Богочовекот Христос, за да ја исполни светата воља Божја за себе си, за сиот свет и за сите луѓе. Тој бил одличен пријател на светиот столпник Симеон, кај кој што одел, често разговарал, се исповедал, го имал неговото духовно раководство и на крајот, кога ја прифатил монашката философија на живење како своја собствена философија на животот, од свети Симеон, столпник, побарал благослов и самиот, како монах, да живее и да го заврши својот живот во Христа Господ. И тој благослов го добил, но свети Теодосиј не знаел каде ќе се подвизу. И гледајте сега тој човек колкава вера покажува. Тоа е тоа што треба и ние да го имаме пред себе како пример. Зел еден незапален јаглен, го ставил во кадилница, врз јагленот
nekoliko zrnca temjan i trgnao da go bara местото на своето монашко подвижништво. Бил уверен дека кога ќе стигне на местото што Бог му го определил, јагренот сам од себе ќе се запали, а со него и мирисниот темјан, како знак дека пристигнал таму каде што е волјата Божја за него. И така би, и така се случи, според хагиографските белешки за него, и тој тука се населил, некаде во Мала Азија денешна, и почнал Богу да се предава со пост и со молитва, безпоштеден код себе си, ги отсекувал сите страсти своји, се обестрастувал и померата од своето обестрастување се осветувал, се обожувал. Станувал човек Божи, достоен да им го открива автентичниот лик Христов на сите оние што му приоѓаат. И Бог благословил мнозина да посакаат да живеат со него монашки живот. И тие се населиле во негова близина. А сите тие луѓе им припаѓале на различни нации, изборувале различни национални јазици. Меѓу нив имало грци, евреи, египчани, грузини и овие стариот народ од Турција. Ерменците? Ерменци. И гледајте сега колкава е широчината на еден свет човек. Тој заповедал, Свети Теодосиј, велики заповедал, да се соградат онолку храмови, колку што националности и национални јазици постојат во неговата монашка заедница. За сите да го слават Господа на својот јазик. Гледајте го, сега и нашиот јазичен проблем и нашето место во сето тоа гледан низ призмата на Светата православна црква. Само еднаш во неделата се собирале сите во соборниот храм, каде што се сложила светата литургија во присуство на нивниот духовен отец, за сите заедно од еден путир со едниот Христос да се причестат и да станат едно тело на живиот Бог. Оноа што се случува со нас на секоја света литургија, слава му на Бога. Еве се плодовите на оној што сака да ги почуе, да го почуе повикот што Христос во земјата Завулонова и Нефталимова им го испрати на сите луѓе, на сите времиња. Покајте се, зашто се приближи Царството Небесно. Царството Небесно е царството на вечност. И времето на вечноста не може да се спореди со историското време, односно со времето на овој свет во кое што ние сега живееме и од кое што сме историски детерминирани, оградени, поради што живееме имајќи органска потреба да ги пробиеме историските ѕидишта на овој свет и век. И тој пробив на претесните предели, временски и просторно определени во овој свет и од овој свет, се случува со нашата биолошка смрт, од која што не само што не треба да се плашиме, туку за неа треба да се подготвуваме со радост, зашто во таа смрт не умира човекот
туку самата смрт. Тогаш се случува вистинската победа на животот над смртта. И се случува влезот во вечниот и несмртен живот, за кој што ни зборува денешното Евангелие, и животописот на прекрасниот татко на монашкото обштежитие во Мала Азија, Теодосиј Велики. Сето ова јас го кажав инспириран од потребата да им честитам на моите олтарски прислужници, да им го честитам празникот на преподобен Теодосиј Велики, од нив избран и земен, занивен, молитвен покровител пред Господ. И тие секоја година си го слават со многу љубов и достоинство. Веднаш потоа ќе го пресечеме и славскиот повод. И посакувам да ја имаат ревноста на нивниот духовен покровител Теодосиј Велики, нивната вера да расте и да возрастува по мерата Христова и љубовта нивна кон Бога, кон сите луѓе и целиот свет да се умножува по мерата од љубовта на Богочовекот Христос кон нас луѓето и кон светот од рацете негови создадени. Да им даде Господ крепко здравје и сила, да му се радуваат на Господа и Господ да ги умножи од овој олтар да излегуваат светии, кои што ќе го бараат своето место под капата небеска, со незапаленото јагленче и темјанче врз него ставено, очекувајќи Господ милостивиот, нашата сила, нашата надеж, нашата радост, нашето упование, да го запали во моментот кога ќе се обрачиме, кога ќе се прстенуваме со Него за вечен и несмртен живот. Амин. Честит празник.